Да, продолжуваме со Студио 10. Како што најавивме тука во студиото, го имаме господинот Илија Илиовски, кој моментално работи како адвокат, но порано беше и во политички води, действуваше и во Советот на општина Центар од партијата ВМРО ДПМН. Ги знаете овие политички процеси, но знаете доста и за владењето на правото и правдата. Ве повикавме тука во студиото, бидејќи скоро ги завршивте и постдипломските студии во Соединетите Американски држави. Мислам дека луѓето, граѓаните сакаат да слушнат како функционира правниот систем таму, како функционира кај нас, кои се разликите, што добиваат граѓаните на крај. Но првен да почнеме со политичката анализа. Она што се случи кај нас најново после локалните избори е што добивме нов политички лидер во СДСМ и реизбор на истиот во ВМРО ДПМН. Во СДСМ апсолутно изненадување, мислам, за сите, и за јавноста, и за познавачите. Добивме еден политички прилично непознат човек за председател на партијата, а се поизвестно и нов премиер, нов председател на владата. Мислам дека голем шок дури и за Македонија, за македонските прилики. Во ВМРО ДПМН го добивме истиот Христијан Мицкоски. Ајде да почнеме со власта. Како ви личи вас, господине Илиовски, ова позиционирање, ова испливување на Димитар Ковачевски одеднаш во површината, бидејќи има различни толкувања за тоа? Како ви личи на вас ова што прилично непознат човек стана прв човек на СДСМ за толку кратко време? Добро, да, ако гледаме наназад социјалдемократскиот сојуз и така како што функционирало изминатите 30 години, нели, од кога таа партија постои или е реформирана, можеме да кажеме дека во принцип они имаат еден континуитет и наследство да имаат лидери кои што имаат политички бекграунд, имаат некое политичко искуство, или се од базата, или се малку повисоко во структурите го имаат стекнато тоа искуство. И да, може би делува шокантно што веќе првпат прават избор на човек кој што реално нема некое големо политичко искуство, освен тоа во последниве година и кусура кој не се лажам што е заменик министер за финансии. Но тука може би, доколку е тоа нели намерата на овој избор, може би ќе има добра шанса да се валоризира неговото искуство во приватниот сектор, бидејќи без разлика колку знаеме за господинот Ковачевски, од тоа што јас го знам дека доаѓа пред се со големо искуство во приватниот сектор, бил директор во 2 големи телекомуникацијски компании, плюс имал и собствен бизнес, значи нема само менаџерско искуство, туку има искуство како сопственик на приватен бизнес, од тоа што го знам, така да можеби СДСМ, нели доколку тој биде, се навестува дека ќе биде мандатар за состав на новата влада, може би е добро да го валоризира или да му даде на цена на неговото искуство во приватниот сектор. Зошто го зборувам? Затоа што 30 години наназад малку сме изморени од професионални политичари, така да ги наречам, значи лица кои што со години се во политиката, на било какви различни нивоа на позиции во политичките партии, во било која политичка партија. Може би за промена ова може да има позитивен ефект понатаму. Нормално, пак ќе кажем, една ластовица не ја прави пролета, па може би доколку не направи посериозни промени во кабинетот, односно помеѓу министрите и помеѓу другите структури, значи втори, трети ешелон, мислам дека господинот Ковачевски нема така лесно и да функционира така ефективно како што може би замислил, нели, во неговата замисла. Сега тоа треба допорно да го видиме. Од оваа година остануваат некака грубо 2 недели. Се уште немаме официјална оставка на актуелниот председател на владата господинот Заев, за да може да се ефектуираат уставните одредби во однос на оставка на председател на влада, кои што веднаш се активираат од моментот на писмено доставување на таа оставка до председателот на собранието на државата, кој што потоа нели го известува председателот на државата и како што знаеме следи нов мандатар, доделување на мандатот, 10 со 20. Да, цела влада, бидејќи треба бидеме значи на чисто, затоа што многу различни мислења правни се дадоа во минативе 2 и кусур месеци, особено после ова објавената оставка од страна на председателот на владата господин Заев.
дека тој само ќе си оди, дека нема... Да, тоа изгледа можеби така, но де јуре не е така. Јасен е законот, односно Уставот на Република Македонија, дека оставката на председател на владата полека оставка на целата влада. Значи доаѓа нов мандатар, тој нов мандатар треба да се состави нов тим, кој што и нова програма, значи на таа влада, која што треба да ја образложи. Тоа е експозето на тој мандатар. И таа треба да биде ставена на гласање, доколку добие мнозинство, а еве согласно последниве договори што се направени коалицијски, најверојатно ќе има мнозинство, таа влада ќе биде нова влада, значи со нов председател и нови членови на истата. Да, во однос на критиките за Ковачевски, на критичарите, оние кои така го гледаат тој процес, велат во партијата имало други луѓе кои на некој начин биле природни наследници на Заев, кои биле многу поблиску до таа функција од подпредседателите на партијата, па оние сите кои беа многу поактивни во извршениот и во централниот одбор во минатото, дека поприродно би било да бил некој од нив, а не Ковачевски кој беше прилично непознат за јавноста, па тие велат дека тоа е намерно, бидејќи премиерот Заев става свој човек кој ќе може потоа лесно да го контролира. Верувате ли вие во таа теза? Видете, секоја што има една доза дека... Се извинувам, ја споредуваат и некои состојбата и со Емил Димитриев, кога беше поставен од страна на Никола Груевски, на некој начин прават некаква паралела и со тоа. Видете, прво има една голема разлика помеѓу ситуацијата со господинот Ковачевски и ситуацијата тогашно со господинот Димитриев. Се разбира дека има, да. Значи господинот Емил Димитриев беше избран согласно тогаш специјално донесен измени на законот за влада, кои што се применуваат и се уште се во примена само во исклучителни ситуации, односно во последните 100 дена од мандатот на едно собрание. Тогаш избори веќе беа закажани еднаш, иако 3 пати одложени, нели, додека се одржава во декември 2016 и нормално беше дека ќе треба нов мандатар, значи нов председател на влада да дојде и да има измени дали во тие позиции министерски кои што се согласно законот за влада прецизно определени. Значи тоа е министерот за внатрешни работи, тоа е министерот за труд и социјала и се додаваат нели тие заменски министри кои што се исто во МВР, во труд и социјала, во администрација и информатичко општество, во земјоделство. Значи тоа се специјални одредби кои што се активираат во специјални случаи. И господинот Емил Димитриев беше избран за председател на владата под такви услови. Тој реално законски носеше една, нели тоа не беше само он, беше тоа после и господинот Оливер Спасовски, да, ако не се лажам во даден период, носат една функција која што реално уставно не постои, него постои само во законот за влада. А тој е председател на влада за спроведување на избори. Значи, реално тоа во уставот не постои. Ние имаме влада. Имаме председател на влада и имаме членови на влада и толку. Нема влада за ова, влада за ова, значи немаме специјални влади. Затоа ситуацијата значи случајот со господин Ковачевски и со господин Димитриев не може од таа гледна точка да се споредува. Господин Ковачевски сега прво доаѓа на една позиција како председател на Социјалдемократскиот сојуз. И тоа е една димензија. Тоа не значи следствено председател и нов мандатар, значи на нова влада. Уставот тоа така не го гледа. Едноставно, сега имаме замена во самата партија. Социјалдемократскиот сојуз си прави свој внатрепартијски избори и избира лидер. Што понатаму ќе биде со владата, бидејќи нели она го има како партија најмногу пратеници во собранието и реално сега под неизините тврдења го има парламентарното мнозинство, што ќе се случи со позицијата мандатар и председател е веќе втора фаза. Да, најавите се дека ќе си биде господинот Ковачевски, нов мандатар и понатаму нов председател на владата, но тоа мора да иде чекор по чекор. Ова е чекор 1. Не ми кажавте, верувате ли во таа теза, дека тој е ставен за да биде контролиран од Заев? Знаете, во Македонија 30 години таа теза е секогаш на површината прва. Кој како си заминува, тој што доаѓа е негов човек. И ние не можеме да избегаме од тој круг. Значи, не можеме да кажеме, можеби дека не е така. Но 30 години е тоа и во СДСМ и во ВМРО да помане, да бидеме реални. И во ДП, во ДОИ се уште не сме виделе промена, нели? Иако таа партија веќе 20 кусур години обстојува на политичката сцена на Македонија, но во овие 3 партии што ги споменав, го имаме видено тоа и таа теза секогаш е била дадена. Никога Љупчо Георгиевски во 2003 година даде оставка од позицијата председател на ВМРО да помане, на конгресот во Охрид беше избран господин Никола Груевски. Истата теза беше дадена дека Никола Груевски е човек на Љупчо Георгиевски.
Во 2017 година истата теза е дадена кога господин Груевски ја даде оставка од позицијата председател, беше избран господин Мицковски. Во СДСМ е слична ситуацијата, да не ги набројам, они малку повеќе шарени лоје таму за разлика од ВМРО ДПМН. И таа теза не може да ниту еден нема да избега. Но со текот на времето, постапките на тој човек што е избран, што му е дадена доверба од партиското тело, било да е тоа во случајот на СДСМ или во случајот на ВМРО ДПМН, неговите постапки понатаму што ќе ги преземи, чекорите како лидер, како председател на таа партија, ќе дадат многу до знаење дали тој е во нечија сенка, дали е нечиј човек или е тој човек кој што е избран од базата и е човек на сите членови на таа партија. Значи тоа е многу битен момент. Да видиме следните чекори што ќе бидат после овој викенд на двајцата лидери, едниот кој што е реизбран и другиот кој што е избран нели за прв пат. Како гледате на реизборот на Христијан Мицковски? Ми се чини дека председателот на ВМРО ДПМН имаше еден тежок период во партијата, особено со оние внатре-партиски несогласувања, имаше барање за модерни конгреси, имаше една цела групација која тоа го бараше. Тие со тек на времето исчезна. Господинот Мицковски се смири и со господинот Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, поранешниот потпредседател на партијата. Дали мислите дека после овој конгрес на некој начин Мицковски го консолидира лидерството во ВМРО ДПМН? Тоа допрва треба да го видиме, бидејќи господин Мицковски направи еден чекор веќе кон тоа. Тоа е реизбран за председател, втор мандат му е даден, значи доверба да повторно го води ВМРО ДПМН му е дадена од страна на највисокото партиско тело во моментот, тоа е конгресот на партијата. Но дали ќе ја консолидира и дали ќе направи цврста база и сите структури и сите мислења ќе може да ги кооптира, нормално не може да имаме перфектно решение, значи не може секој да биде задоволен, да бидеме реални. Тоа е тој нормален начин на живење, не само на делување во било која сфера, па и политиката. Но тоа треба допрва да го видиме. Значи сега е избран, сега согласно статутот тој кој што е важечки, не тој кој што е со одложена примена кога што сме запознен. Господинот Мицковски треба значи да предложи нов состав на извршниот комитет пред централниот комитет. Треба да има нели избор на потпредседатели и избор на генерален секретар. Тоа е тоа следствено што стои согласно актуелниот статут на партијата. Јас тука морам да потенцирам дека се тоа можеше да биде направено поинаку, според мене. Можеше да биде направено многу повеличествено и потранспарентно, бидејќи предзнакот, бидејќи дел од името на ВМРО ДПМН и тоа што е една од најбитните карактеристики е дека таа е длабоко отворена и длабоко демократска партија од моментот на нејзиното основање, во раните 90-ти години. Тоа што многу работи се извитоперија низ годините, тоа што многу работи не личат на тоа низ годините, можеби требаше овој конгрес да стави точка на сето тоа и да ја врати партијата на тој колосек. Добра работа ќе беше, се почна со едни 3 чекори кои што, ако се сеќавате иницијативата за реформи во партијата во 2017 ги промовираше, се започна со еден од нив, тоа беше ажурирањето на членството. И тоа до некаде заврши, ако не се лажам, мислам дека 100% зборам од тоа членство што сакало да го ажурирало од тие луѓе што сакале да го ажурира своето членство во партијата. Следниот чекор требаше да биде можеби сличен како што е во социјалдемократскиот сојуз или да биде во некоја, да речам, двостепена или тростепена форма. Ние за жал моментално составот... Мислите на гласање за председател? Да, на гласање за председател на партијата. Ние во моментот имаме конгрес кој што значи не навлегувам во личните квалификации на членовите на конгресот, односно луѓето кои што се дел од тоа највисоко тело во партијата. Правиме умет за начинот како се избрани. Значи нелогично, и тоа ние уште тогаш го кажавме и јас лично сега што го застапувам како став, нелогично е највисокото партиско тело конгресот да биде избрано од второто или третото по статус во партијата тело, односно по предлог на извршниот комитет преку централниот комитет. Значи, тоа е нелогично. Не можете нешто што го контролира, значи контролираните да го избират контролорот. Ме сејат. Значи, ако Конгресот ги контролира централниот и извршниот комитет и нивната работа и сите други органи во партијата, вклучително и председателот на партијата, не може тие членови во тој Конгрес да бидат избрани од овие други, од контролираните. И тоа беше најголемата замерка и најголемиот проблем, бидејќи тоа е еден затворен круг и тука нема шанси ниту еден член кој што можеби на некого не му се допаѓа, дека да бидам слободен во изразувањето, да влезе во тие органи.
Ако се направеше начина, имаше доволно основа тоа да се направи, ние ќе имавме сега многу, не викам, пак ќе кажам, нема да се разберем погрешно, не е дека господинот Мицковски нема легитимитет. Далеко од тоа. Сите органи моментални си имаат легитимитет согласно важичкиот статут во партијата. Но многу потранспарентно и многу побаво ќе делуваше доколку ние направивме таков избор во ВМРО-ДПМН на председател, на непосредни избори или можеби на некој делегатски систем, но сите тие делегати, дали на едно или на второ ниво, би били избрани пак од базата, на непосреден избор. Дали мислите дека поради тоа немаше против кандидат? Едноставно можеби тоа е сите причината. се демотивирани, зошто би се кандидирали? Можеби тоа е причината, ја не би навлегол, бидејќи за да се кандидирате за определена позиција во политичка партија во Македонија, без разлика дали тоа е на високата позиција во партијата или некој од другите, вие сега пак треба да имате и желба, нели? И треба да имате определена визија што сакате да постигнете кога ќе влезете на таа позиција. Можеби на вистина имаше луѓе што не се охрабрија, а имале во идеја да се кандидираат. Друга работа, кандидациониот процес, ако е и стариот, тоа е, таму се подпишуваат зад секоја кандидатура минимум број на членови на Конгресот. И сега во услови кога кругот постои, кој што го споменав, односно начинот на избор, како тие членови, тие би дале поддршка за некој друг кандидат, кој што е различен од актуелниот кандидат за председател во ВМРО-ДПМН. Да, овие локални избори покажа еден интересен феномен, освен она што цело време го зборуваме, појавата на многу тие независни кандидатски листи, самостојни кандидати и помали партии, покажува дека двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, СДСМ изгуби голем дел од гласачите во однос на претходните, но ВМРО-ДПМН исто така изгуби мал дел и не доби нови гласачи, тие некаде има околу 280.000 гласа, сега доколку ги броиме нели советничките листи, бидејќи за локалните избори тоа е малку потешко да се дефинира, но и ВМРО-ДПМН не доби многу поголема поддршка од гласачите, иако победи убедливо на локалните избори, тоа не е спорно. Што покажува тоа кај гласачкото тело? Дека дали покажува дека луѓето некако не може да добијат поголема дореба во мејнстрим, во најголемите партии, па сега бараат алтернативи во независни, во помали партии, во нови субјекти. Зошто е тоа така? Така, според мене тука имаме две ситуации, значи. Првата ситуација е што огромен број од гласачкото тело во Македонија не гледа ниво на кредибилитет или не се кредибилни за него актуелните политички партии, па и остатокот од политичката понуда што не влегува во овие 3-4 главни блока или најголеми блока на политички партии во државава. Зошто е тоа така? Затоа што очигледно е, значи низ годините наназад, постојат моменти каде што тие гласачи се задоволни од работата, но постојат за жал очигледно многу повеќе моменти каде што гласачите не се задоволни од работата на овие политички партии, а за жал сето тоа искомбинирано со еден негативен удар да нема доверба воопшто ниво политичарите. Ние моментално имаме можеби една најужасната излезност на избори што се случило во последните години. Од кога кај нас се споредуваат слободни непосредни избори за било која позиција во државата. Минатата година не постигнавме или едва постигнавме 50% излезност за парламентарните избори, а сега ни тоа не го постигнавме за локалните избори. Значи излезноста се кажува. Доколку таа излезност беше над 70% или околу 70%, тогаш овие политички партии немаше ниту една да има тоа што сега го има. Ме сваѓате? Или едната ги беше тотално и катастрофално поразена, а другата немаше толку да се радува. Него до тогаш до израз ќе дојдат тие независни листи, тие зелени листи кои што се промовираа во повеќето општини, и тогаш до израз ќе дојдат тие нови политики кои што се ослободени од овие 4 блока кои што постојат на политички партии во Македонија. Значи кај голем дел од гласачите всушност владее некаква апатија. Словно кажам. На целата се гледаат политичка бројките, понуда. значи не мораме да идеме повеќе, се гледаат бројките. Значи ние во Македонија во овие избори во средина кај што има најмал број на гласачи, таму имаше излезност која што е такав чудо невидувачка. Но каде што имаме концентрација на гласачи, ние имаме многу ниска излезност. Кажете ми, кој е легитимитетот на добар дел од градоначалниците во Скопје, каде што немаше ни 50% излезност на скопските општини? Кој е легитимитетот на тие градоначалници? Дојдем со пример,
Значи пак сакам да се оградам од тоа дека не зборувам за личните квалификации на кандидатите и на избраните градоначалници. Секој си има свои квалитети, своје искуство и сега треба во овие 4 години да видиме што ќе покаже. Така. Но зборувам за моментот и за добиените резултати. Ево, одиме со општина Центар, да речеме, бидејќи ми е мене најблиска. Јас сум од Центар, сум бил и советник во Центар. Да. Нема ни 50% излазност. Ниту за советничката, ниту за градоначалничката листа. Кој е легитимитетот на избраните кандидати? Кандидатот на СДСМ во вториот круг победи со околу 11 или 12.000 гласа, околу 1000 и нешто до 2000 гласа разлика од кандидатот на ВМРО ДПМН, така? А гласачи во Центар има околу 45.000. Кој е легитимитетот на тој градоначалник кој што нема ни 25% гласови од сите гласови во општината за него? Кој е легитимитетот? Или на таа советничка листа која што сите вкупно заедно кандидати немаат ни 50% добиено или нема ни 50 излазност добиено на советничките листи. Да. Кој е легитимитетот па на советот да одлучува? Без разлика на калкулантските и договорите коалицијски што се прават од кога советничките листи се финални, знаеме која листа колку советници има. Значи кој е легитимитетот нивни? Да, изборниот законник вели дека минимум 1/3 треба да има излазност во првиот круг, па и во вториот круг, за да бидат легитимни тие избори. И ние, можеби тој што го смислувал тој цензус, многу добро и јасно знаел дека апатијата ќе си го земе замавот низ годините како што поминуваат. Ама тоа не е решение на проблемот. Добро, уште еднаш само не констатиравме, а зошто е апатијата? Зошто гласачите толку добро? Едноставно очигледно гласачите веќе не веруваат на политичките партии и на блоковите. И таа доверба се помалку и помалку се поголема и поголема е таа недоверба. Значи, ние пред 2 месеци, ако не се лажем, пред локалните имаше на Ири, ако не се лажеме, на анкета, каде што највисокиот процент за доверба беше 14% на политичка партија, ако не се лажем, на ВМРО ДПМН, која што имаше околу 3 или 4% пред СДСМ. Значи, ВМРО има 14, СДСМ има 11, дуи левици има по 5, ако не се лажем, а имаме луѓе над 50, скоро 60% кои што нема да гласа за никого од нив. Па кој е легитимитетот на овие политички партии? Ајде да бидеме реални, така? Значи сега најсилната политичка партија не гласам за никого, може да се каже, да. За жал, дојдовме до тоа ниво, да. Кажете ми, а во однос на функционирањето на владата, знаеме дека алтернатива сега влезе, опозицијата бара предвремени избори, од власта вела дека не е време, очигледно дека не им не одговара во овој момент предвремени избори, тоа е јасно според анкетите. Од друга страна, гледаме и дека во самата владеачка коалиција има несогласување во однос на тоа што го доби алтернатива, па така министрот за локална самоуправа Горан Милевски пред 2 дена вели вели дека тој договор со алтернатива е направен под одредена уцена. Токму така го цитирам господинот Милевски, бидејќи вели алтернатива ја искористи својата шанса дека е главен фактор за влада и дека ја искористи таа позиција иако не кореспондира со нивната сила на теренот. Прашањето ми е дали мислите дека владата ќе може да го истурка целиот мандат, имаат уште 2,5 години отприлика од мандатот до крај, без да се предизвикаат предвремени парламентарни избори? Значи, што се однесува до коалиционите партии на Социјалдемократскиот сојуз, како и тие на ВМРО ДПМН, значи популарно наречени помали партии, кога тие помали партии ќе се здружат и ќе направат некоја коалиција и ќе направат свој фронт и ќе преговараат со овие поголемиве, тогаш може да разговараме за тоа дали се лути или дали не се лути на некаков си договор. Значи, ако имате блок, ви имате одма можност и се обезбедувате место, односно столче на масата за преговарање. И ако сакате да квалификувате некој веќе постигнат договор како уценувачки или било каков, тогаш треба да бидете на таа маса и да разговарате за тоа, а не да бидете на страна. Затоа што они се, ако не се лажемо, од парламентарното мнозинство, тие помали партии, Либерално-демократската обнова на Македонија, ВМРО Народна партија, Демократски сојуз, тие можеби ако се соберат сигурно имаат 5 или 6 пратеника. Ако не се лажем, така? Да. Зошто со тие 5 или 6 како обединет фронт не седнале со столчето на масата на која што биле Заев и Гаши или Али Ахмети? Така? Зошто? Тоа е нивни проблем. Тоа е нивни пропуст. И тоа никој не може да им помогне ако они не знаат сами да си го средат. По однос на тоа дали ова влада ќе обстои, јас искрено да ви кажам, значи не можам со сигурност нешто да предвидам или да бидам сигурен во тоа што ќе го кажам,
Но моje мислење е дека две работи ќе бидат одлучни. Да, прво за жал простата математика, односно дали сите апетити ќе бидат, апетитите кои што ќе се откријат ќе бидат задоволени. И втората работа е доколку гледаме реално на нештата, дали ова влада нешто ќе направи поинаку од претходната влада која што истата партија мнозинска ја има. Доколку направи исчекор или направи нешто подобро и нешто поинаку за граѓаните, можеби ќе има шанса и да направи предвременни избори не на пролет или на есен следната година, па пак да добие доверба. Да, можеби е прекраток периодот, но треба да се направи еден исчекор. Ние имаме катастрофална во Македонија економска ситуација. Под економска ситуација може да стеме 10 работи минимум, меѓу кои што даночната политика. Ние имаме катастрофална даночна политика во државава. Значи се вади на моменти вода од камен се вади од првиот сектор за да плати данок. Бидејќи ние немаме кеш флоу во држава. Парите воопшто не кружат. Единствен кој што може да наплати ова држава е државата. Па кај го има тоа, кажете? И ако оваа влада малку повеќе обрне внимание на тој сегмент, ќе видите дека можеби ќе има некакви резултати, можеби тој притисок кој што ќе се прави, а ќе се прави. Реално може да се прави на секој 90 дена. Ја да сум во МОР, да помена секој 90 дена ќе им правам притисок и ќе барам доверба. Па што толку ми треба 20 пратеника за да на секој 90 дена барам доверба на влада, така? А ако направам па 60, но уште поинтересно ќе биде, така? Значи, доколку малку ги одбие тие притисоци кои што ги чувствуваат приватниот сектор и граѓаните, тогаш можеби ќе има шанси тој притисок за доверба да го малку да го релаксира и да го одбие. Бидејќи ќе има со што аргументи да излезе пред опозицијата и пред граѓаните, дека еве направивме, заслужуваме да нема предвремени избори. Односно да ги стераме целиот мандат како доаѓа до 2024 година, летото. Како гледате на ВМРО ДПМН во поглед на нивната стратегија, тие се очигледно е дека сакаат да се прикажат на некој начин не само како реформирана партија, туку сакаат и да се одлепат од наследството на Груевски, тоа е јасно, иако се уште имаат кадри во партијата кои се од тоа време, но очигледно е дека сега ја заселуваат таа реторика, сакаат да раскинат со тој момент, бидејќи очигледно е дека имаат голем проблем со привлекување на неопределени гласачи, доколку сакаат да победат на избори со таа реторика. Дали вие како гледате суштински на партијата, не на тоа што тие сакаат да го прикажат? Дали гледате на вистина на ВМРО ДПМН дека сака поинаку да делува од начинот на кој делуваше под Груевски? Значи вака сега, прво ВМРО ДПМН треба да постави на агенда со две јасни цели. Првата јасна цел е уривање на оваа влада, па и на таа која што ќе биде избрана, односно на секоја влада која што во континуитет ќе владе, а ќе го има мнозинството од СДСМ, нели? Тоа е првата и јасна цел што треба да направи. И јас да сум вместо на господин Мицковски и на партиските органи, јас ова што пред малку го кажам, на секој 90 дена ќе им пуштам барање за доверба на владата. Сакам да ги изморам. И на крај, можеби сами ќе се изгласа таа недоверба. Тоа е вториот момент што треба да се прави макотрпно, кој што е проследен со давање на конкретни предлози и решенија за проблемите. Значи не само посочување на виновник, не само на груба напаѓање и голо напаѓање, туку со давање на конкретно решение. Имаме сега енергетска криза, што е решението? И колкав е рокот за да се спроведе? Еве ви го проектот како влада, ако не го спроведете, ние ќе бараме доверба. Ако го спроведете или најдеме начин да го спроведеме заедно, тогаш можеби имате можност да си го истерете мандатот. И вториот момент што треба професорот Мицковски да го прави, претседател Мицковски да го прави, е делот на тоа што веќе е започнато да го доврши во партијата, внатре партиски. Значи тие реформи мора да завршат. Таа партија мора да се одлепи од едно минато во кое што беше за жал од сите независни интелектуалци од црната и квалификувана како партија која што е тоталитарна. Значи ние сега не можеме да бегаме од тој момент, ние сме го тргнале пада. Може би е спор, тоа е факт. И 4 години на Христијан може би премногу му беа на професорот Мицковски дадени и може би требаше многу повеќе да направи во тие 4 години, но има му шанса сега во овие 4 години да направи сето тоа што не успеа да го направи навреме предходно. Значи комплетно да ја реформира партијата, начинот на функционирање, начинот на избор на луѓето внатре кои што ќе ги преземат пред се задачите за функционирање на партијата. Бенефитите се споредна работа. Бенефитите може би да дојдат кога ќе дојде партијата на власт. И тоа во политички организирано општество е нормална работа.
Но сега мора да се консолидираат и мора да ги продолжат тие реформи. Не сме оваа еуфорија од локалните избори што се случи, каде што ВМРО ДПМН го потопи СДСМ на Малтене, да ги фати и да останат на таа еуфорија, односно да бидат пак 50 метра над земјата. Те мора да бидат пак со членството. Мора да му даат до знање на членството дека тоа е тоа кое што ја носи одлуката во партијата, а не некој на кој што му текнал или си седнал со тројци и напишал стратегија и таа е изгласана бидејќи така требало да се изгласа. Што мора да го сменат. Не велам дека не е направено ништо за тоа, не велам дека не сакаат да направат. Да, сакаат, и тоа нема да биде прв пат во партијата, и Никола Груевски во 2004 година го направи истото во однос на екипата на Јупчо Гергиевски. Тоа нема да биде ништо ново, нема да биде ништо страшно. И тоа е легитимно. Мислам, легитимно во остување има господин Мицковски се до тоа да го направи во било кој момент. Или барем да почне со поголема, со интензивирани чекори да го прави. Да. Во однос на она што моментално професионално го работите, адвокатурата, правото, како што кажав, бевте на постдипломски студии во Соединетите Американски држави, кажете ми прво за граѓаните, која е разликата во барањето на правдата кај нас и во Соединетите Американски држави? Има ли битна разлика? Пред се зборувам за како функционираат судовите, како функционираат судските процеси, како тече целата таа постапка. Има ли суштинска разлика? И така има огромна разлика, значи мораме прво правните системи се различни. Нашиот систем ја води континенталната доктрина, значи континенталното право го презема, кое што го имаат на пример повеќето европски држави како Германија, Франција, Италија, Шпанија и така натаму. Соединетите држави следат сосем друг систем, тоа е common law системот или прецедентното право, кое што своите корени ги има во Обединетото кралство, односно во Англија. Така да прво диаметрално тука сме различни, второ во пристапот кон нештата. Значи во Соединетите Американски држави скоро никогаш или многу ретко правните норми доаѓаат од озгоре надоле. Што тоа значи? Некој што ги донел горе треба сега да ги примени. Не е така. Во Соединетите Американски држави сите правни норми се носат врз основа на искуството кое што веќе е стекнато. И затоа судовите имаат доминантна улога во правосудниот систем во државата. Кај нас судовите за жал немаат доминантна улога во правосудниот систем. Од која гледна точка? Нашите судови се чисти спроведувачи на законите кои што ги носи собранието, а ги предлага владата. Затоа што кај нас 99% од законите и одлуките што ги носи собранието ги предлага владата. Многу мал процент предлагаат другите чинители, како што се пратениците или претседателот на државата. Во Соединетите држави е се тоа обратно. Претседателот на државата, кој што е главен извршен орган, тоа што е кај нас владата, предлага многу малку закони, многу малку, они ги викаат билови за после да прераснат во акти, во закони. За разлика од тоа, сите членови на долниот дом, представничкиот и на сенатот како горен дом имаат право и активно учествуваат во предлагањето на нови законски решенија, кои што не ги вадат од джеб, пак ќе кажам. Они ги вадат од постојното практицирање на правото помеѓу судовите, помеѓу управните органи, помеѓу самите адвокати, има и таму нотарски систем кој што не е во Америка, кај нас. Потоа медиатори, исто така медиаторскиот систем е многу развиен. Значи, искуствено е правото во Америка. И затоа, бидејќи коренот го води од тоа прецедентно право, тие обичаи, тие начини како се постапували и се решавало во дадена правна материја. Да, но што значи тоа за граѓаните? Што значи тоа за обичниот човек? Бидејќи нас владе една перцепција дека судството е споро, дека е корумпирано, дека процесите траат вечно, дека не го заштитува обичниот граѓанин. Тоа може да се види дури и од некоја статистика што се вадеше во минатото, не знам каква е состојба, например во однос на обвиненијата кои, да речеме, 99% завршуваат со пресуди. Так. Значи, тоа е јасно дека тука постои некаков дисбаланс. Затоа ја прашав, што е во однос на барањето на правда за обичниот граѓанин пред суд кај нас и во Америка? Значи, најбитниот момент е можноста за предвидливост на исходот од евентуален судски спор. Значи, во Соединетите Американски држави со сето тоа искуство налаза што го имаат и следењето на тоа искуство, значи не се бега од тоа искуство, освен ако не се докаже тотална спротивност дека не е апликабилно повеќе, не е применливо, можете вие, пример како адвокат, да му дајате определена предвидливост на случајот како ќе се движи и како ќе заврши. Тука тоа не можете да го направите.
Затоа што тука може во исто време различен став да имаат и основните суди и апелационите судови, тоа да не го усогласуваат. И сето тоа е различно за различна фактичка ситуација. Во Соединетите, макар и таа да била слична или идентична, не сваѓате. Во Соединетите американски држави за слична или идентична фактичка ситуација многу јасно се знае кои одредби може да се применат од законот. Или од самото прецедентно право. Од прилика ќе го добиете истиот епилог. Таа предвидливост им дава на нив многу поголема сигурност и многу поголема доверба во правосудниот систем во Соединетите држави, иако тоа е многу сложен систем, морам да кажам. Че прво имаме 50 на држави членки на таа федерација кои што имаат 50 различни правни системи. Иако припаѓаат на фамилијата на common law, прецедентно право, тие меѓу себе се различни. Вие може да имате, например, развод на брак во Мисури, спогодбен, кој што треба 10 документи и 10 чекори, и истиот тој развод спогодбен да биде во Илиној со еден чекор завршен. Сепак тоа се големи разлики. Во процедурата најмногу. Но тие гледаат што можат повеќе да ги синхронизираат одредбите и да бидат, да речем, горе-доле послични, за да може да функционираат. На федерално ниво они имаат многу добра синхронизација, бидејќи на федерално ниво имаат 96 основни биреле во наши услови, основни судови, или тоа се судови за определени територијални подрачја, имаат 13 апелациони судови и го имаат Врховниот суд на Соединетите држави. И сега тие меѓу себе ги согласуваат односите и работите по определено правно прашање и ставовите. И тука нема дискрепанца. Ако се случи да има дискрепанца, повисоки суд веднаш интервенира, бескрупулозно на момент интервенира. Не ја укинува, тој може да ја преначи во каков било случај доколку е нели тотално спротивна таа пресуда. Исто така многу добра предност на тој правен систем е системот на порота, кој што на граѓаните во кривична материја им е загарантиран, а во граѓанска материја им е дозволен доколку го побараат. И тука е добра работа за тоа што судијата како поединец нема влијание врз таа пресуда. Бидејќи фактичката состојба и фактите не напремат ги согледува таа порота како обичен граѓан, како обичен човек, како јас и вие што седиме сега на маса. Да видиме како го гледаат они тоа. Дали во определена фактичка состојба се слејани барањата на едната или на другата страна и дали се поверојатни и повеќе исполнети на едната или на другата страна. Судијата е тој кој што сето тоа согледување треба да го канализира низ законските одредби. Значи он е тој кој што треба да го гледа законот и процедурата. Тоа кај нас за жал е сосредоточено во еден човек, најчесто тој е судија поединец. Судиите поротници за жал најчесто се само неми наблюдувачи во судските постапки и неефикасноста е во голема мера, значи за жал застапена во нашето судство. Од друга страна, ние имаме проблем на преоптеретено судство. Ние имаме еден куп предмети, по еден куп основи кои што се водат во нашиот судски систем, а немаме доволно судии. Немаме доволно судии поротници. Немаме доволно систем на вреднување и соодветно плаќање на тие кадри таму. Значи, ние во судовите треба да имаме судија со стручен соработник и со записничар. Судијата или најчесто нема стручен соработник, или записничарот го позајмува од колегата или колешката. А да не зборуваме за тоа колку се платени судиите. Нормално е дека незадоволството кај тие кои што доаѓаат во контакт со правосудството, било да се правни професионалци, дали како адвокатите, обвинителите и така натаму, било да се самите странки, тоа незадоволство ќе биде во големи размери искажано. И затоа ние на сите статистики на анкети, особено на последни, имаме поразителни резултати за довербата према правосудството. Ја спомнавте неефикасноста. Време траењето на судските постапки е едно од главните проблеми, иако постои и кај нас нели право на разумно судење, дека потоа тоа може да се обжали, но сепак без разлика гледаме. Па сега тоа го гледаме и во една друга насока во однос на процесите на поранешното СЈО, каде што поради нивното време траењето тие процеси полека застаруваат, некои застареа, некои ќе застарат. Значи немаме ефикасно спроведување на правото и правдата. Тоа претпоставам дека не е толку проблем во САД. Видете, во Соединетите држави имате интересно правило. Вие од кога ќе поднесете тужба или обвинител, во кривичните предмети е малку поразлично, да речеме во граѓанските, во стопанските, од кога ќе поднесете тужба, вие можеби својот ден во судот ќе треба да го чекате пола година, година и пол. Збориме за тоа што у наши услови е подготвително рочиште или рочиште за главна расправа. Прво рочиште. Но верувате, до тој момент
судијата прави еден куп напори, еден куп чекори, заедно со странките, да се осигура да не дојде до тој судски процес. Значи, никој не сака да дојде до суд таму. Да се реши во да се реши во некаква медијација, спогодбена медијаторска постапка. Некогаш вклучуваат професионалци медијатори, некогаш го завршуваат во тие, кај ни го викаат pre-trial conferences или состаноци или конференции кои што се пред самото судење, некогаш кога ќе да узре премето доаѓаат до момент да го решат веднаш постов на меритумот и тоа е би рекле во превод кај нас слободно као скратена пресуда, за да не дојде до главниот спор. Ако сето тоа се реши во тој момент, странките најмногу може да бидат благодарни тогаш на судот затоа што ќе заштитат еден куп пари. Бидејќи самото покренување на порота, самото активирање на судски ден, значи многу во пари во американскиот судски систем. Но секогаш и добивате определен фидбек за тие пари што ќе ги платите. Вие не може да имате сега едно рочиште, па после 2 месеци друго, па после 5 месеци друго. Вие ќе имате денеска рочиште, ќе започне судењето, ќе се избере поротата и веднаш се продолжува со доказни постапки, со изведување докази, со распити на странки, со се ден за ден. И тој да континуирано ден за ден. Ние во Македонија немаме ниедно континуирано судење. Па ни во кривичните предмети. Почнал кривичниот предмет, денеска го закажале задутре. Зашто задутре? Не ме интересира мене дали адвокатот или обвинителот имал други предмети. Он треба да се посвети на овој предмет. Да го завршиме овој предмет, да имаме првостепена пресуда, па после што ќе биде, ќе биде. Секогаш една од странките ќе биде незадоволна. Секогаш ќе имаме основа за жалба. И тоа никој не го спори, така и во Соединетите Американски држави. Ние на пресуда на прв степен не завршува на прв степен. Секогаш имало или жалба дури до Врховен суд. Значи Google и Oracle се тужат више 6 или 7 години. 3 пати беа на апелационен суд, стигна и до Врховен суд. Така да тоа се интересни моменти, никогаш сите нема да бидат задоволни. Секогаш ќе има некој незадоволен. Но мораме да им дадеме и да му возможиме можност на странките да имаат пресуда првостепена барем во еден разумен рок во континуирано судење. Ние тука не е најголемиот проблем и во граѓанските и во кривичните предмети. Немаме континуирано судење. Па ако тој судија сега го закаже подготвителното рочиште, тоа се подготвува спорот тогаш. Така тоа е значењето на подготвителното рочиште во граѓанската парница кај нас. И сега го закаже следното рочиште за 2 месеци. Он ќе го забори предметот. Човекот има некој предмет. Јас ќе го заборавам предметот. Во меѓувреме имал други цело време. Така, ако ние се посветиме на еден случај, го сработиме во 1, 2, 3, X денови, ние ќе имаме многу поголема ефективност. И ќе знаеме што сме работеле. И нема да ги бркаме материјалите, нити ја како адвокат на едната странка, нити другиот колега, нити судијата. Многу попрактично ќе биде. Да, нема многу предмети да се решаваат и завршуваат на месечно ниво, ама нема да има ефективно решање и завршување на месечно ниво на предметите. Ние сега, затоа што има ставена некаква си чудна норма на нашите судии дека согласно судскиот деловник и законот за судовите, луѓето трчаат по предмети, по предмети од мала вредност, по предмети кои што може да ги завршат само за таа норма некоја да задовола, што е реално по мене е непотребна. И само го оштетува, не му дава на квалитет на судството. Значи, кај што се од една страна недоволно платени, од друга страна бркаат норма. Да. Добро, еве вака да им даеме идеи на надлежните, на законодавците за реални суштински правосудни реформи. Секако сето тоа со цел за граѓаните на крајот да го осетат фидбекот. Ви благодарам господин Илиовски за овој разговор. Ви благодарам за можноста да споделиме мислење. Да. Ова беше последна дебата од ова Студио 10, почитувани гледачи. Ви благодариме на вниманието, ви благодариме на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24, за кратко ќе ги видите најновите вести.